Добар ден и добре дојдовте во Е-училница. Јас сум Татјана Анакиева, наставник оделенска настава при Основното училиште Кочо Рацин во Блатец. Овој час е наменет за учениците од второ оделение по предметот математика. Ќе зборуваме за 2D формите, нивните страни и темиња. Ќе научиме да групираме, именуваме, опишуваме, замислуваме и цртаме 2D форми, како например квадрат, правоаголник, круг, правилен и неправилен петаголник и шестаголник, според нивните својства. Ќе препознаваме 2D форми во различни положби. Потребен материјал и прибор за работа ќе ни биде учебник по математика за второ оделение, трет дел, прибор за пишување, односно молив, гума и боички, линијар или шаблон со 2D форми, тетратка без линии или обични бели листови. Нашите активности ќе ги продолжиме преку учење низ игра, за тоа ќе ни требаат сламки или чкорчиња од кибрид и пластелин. За почеток да се потсетиме, 2D формите се форми кои што имаат две димензии. Нам познати ни се круг, правоаголник, петаголник, квадрат, триаголник и шестаголник. Секоја 2D форма е дефинирана од незините страни, агли и темиња. Страна на 2D формата представува отсечка, односно дел од права линија. Две страни се спојуваат во една точка, која што представува теме. Двете страни, темето и просторот кој што го зафаќаат, формираат агол. Доколку загледаме на овој цртеж, ќе забележиме дека ни е представен триаголник. Ајде да изброиме колку страни има триаголникот. 1, 2, 3 страни. Колку темиња има триаголникот? 1, 2, 3 темиња. Триаголникот има 1, 2, 3 агли. Па можеме да заклучиме дека триаголникот има 3 страни, 3 темиња и 3 агли. 3 агли ни помага да добиеме називот на 2D формата триаголник. Можеме да сретнеме различни триаголници по изглед. Она што е заедничко за сите нив е дека има 3 страни, 3 агли и 3 темиња. Нивниот изглед зависи од големината на нивните агли и должината на нивните страни. На овој цртеж е даден четириаголник. Четириаголникот има 1, 2, 3, 4 страни. Тој има 1, 2, 3, 4 темиња. Четириаголникот има 1, 2, 3, 4 агли. Па можеме да заклучиме. Четириаголникот има 4 страни, 4 темиња и 4 агли. 4 агли ни го дава називот на 2D формата четириаголник. Постојат различни четириаголници. Она што е заедничко за сите нив е дека имаат 4 страни, 4 агли и 4 темиња. Изгледот зависи од поставеноста на нивните страни, должините на страните, како и големината на аглите. Еве го нам познатиот квадрат. Ајде да видиме колку страни има квадратот. 1, 2, 3, 4. Колку темиња има квадратот? 1, 2, 3, 4. Да ги изброиме и аглите. 1, 2, 3, 4. Можеме да заклучиме дека квадратот има 4 страни, 4 темиња и 4 агли, што би рекло дека квадратот е четириаголник. Она што го издвојува од останатите четириаголници е дека сите негови агли се прави агли и сите негови страни се помеѓу себе еднакви. Правоаголник. Правоаголникот има 1, 2, 3, 4 страни, 1,
2, 3, 4 темиња, 1, 2, 3, 4 агли. Па можеме да кажеме дека правоаголникот има 4 страни, 4 темиња и 4 агли. Што би рекло, и правоаголникот е четириаголник. Она што го прави различен и поинаков од другите четириаголници е дека сите негови агли се прави агли, правоаголник и сите неговите страни се 2 по 2 еднакви, односно оваа и оваа спротивната се еднакви, оваа и оваа страна спротивната се еднакви. Инаку сите негови страни се помеѓусебно паралелни. Страни и темиња кај петаголник. Петаголникот има, веќе насетувате, 1, 2, 3, 4, 5 агли. Оттаму и неговиот назив петаголник. Тој има 1, 2, 3, 4, 5 темиња и 1, 2, 3, 4, 5 страни. Можеме да заклучиме дека петаголникот има 5 страни, 5 темиња и 5 агли. И петаголници можеме да сретнеме различни по изглед. Нивниот изглед зависи од големината на аглите, како и должината на нивните страни. Меѓутоа, заедничко е за сите петаголници дека имаат 5 страни, 5 агли и 5 темиња. Шестаголник. Да ги изброиме страните. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да ги изброиме темињата. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ако ги изброиме и аглите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ќе заклучиме дека шестаголникот има 6 страни, 6 темиња и 6 агли. 6 агли го дава називот на 2D формата шестаголник. Постојат различни шестаголници, тие ни изгледаат различно, но сите тие имаат 6 страни, 6 агли и 6 темиња, а нивниот изглед зависи од големината на аглите и должината на страните. Круг. Ќе забележиме на цртежот дека кругот нема агли, ниту пак темиња. Тој нема ни страни. Кругот има 0 страни, 0 темиња и 0 агли. Па што представува кругот? Кругот представува крива затворена линија на подеднакво растојание од центарот и просторот кој што таа го опфаќа. Па кругот има центар и радиус. Што е тоа радиус? Радиусот е растојанието од центарот до кривата линија. Иако кругот е поразличен од другите 2D форми, сепак и тој е 2D форма. А сега да провериме што научивме. Отворете го учебникот по математика за второ оделение, третиот дел, на страна 17 и самостојно одговорете на зададените задачи. Откако ја завршивте оваа вежба, продолжете со работа во учебникот на страна 18, а потоа поразговарајте со родителите што може да заклучиме за бројот на страни и темиња во една 2D форма. Можеме да продолжиме со активности за утврдување на знаењата. Најпрви, во својата тетрадка нацртете различни 2D форми и до секој од нив запишете колку страни, колку темиња и колку агли има. Потоа запишете го и називот на 2D формата. Нашите активности ќе ги продолжиме низ игра и со помош на чкорчиња или сламки и пластелин ќе направиме различни 2D форми, при што пластелинот нека представува темиња, а сламките, односно чкорчињата, страни на формата. Откако ги направивте своите 2D форми, објаснете им на родителите колку страни, колку темиња и колку агли има секој од нив, како и називот на формата која што сте ја направиле. Ви посакувам успешна работа. А сега, довидување.